Судијата Неџат Мемети противуставно, противзаконски и против праксата која што ја имаат домашните, но и Судот за човекови права во Страсбур осуди пратеник за искажан збор од говорница. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Бране Петрушевски поднесе представка до судскиот совет, кој според него треба сериозно да ја разгледа, бидејќи местото на вакви судии не им е во македонските судови. Денеска, покрај тоа што не се уважува имунитетот на еден опозицијски пратеник, сведоци сме и на осуда на новинари за критичка мисла. Сведоци сме на сериозен извештај со сериозни критики од Европската комисија токму во делот на правосудството, а сведоци сме и на секојдневни пресуди кои што стигнуваат од Европскиот суд за човекови права за противправно постапување на македонските судови. Пратеникот треба да плати 150.000 денари оти на неговото работно место, собранието, каде што пратениците си ги кажуваат своите ставови и имаат пратенички имунитет, изразуваат сомнежи, кажал нешто што го повредило неговиот колега Мартин Костовски од СДСМ, кој потоа поднесе тужба. Адвокатот на Петрушевски Панчо Тошковски во изјава за Алфа беше дециден дека оваа пресуда е срам за македонското судство, бидејќи пратениците уживаат заштита од уставот и законите за ставови кажани на собраниска говорница. Оваа пресуда е прва пресуда во Република Македонија, барем колку што јас ја следам оваа материја во делот на Законот за граѓанска одговорност за навреди и клевета, каде што судот констатира дека пратеник може да одговара за искажана мисла, искажан збор во рамки на неговото работење во собранието на Република Македонија. Оваа пресуда е спротивна на одредбите од Уставот на Република Македонија, со кој што се дефинира дека пратениците уживаат материјален имунитет за искажано мислење. Тужителот пак тврди дека Петрушевски не бил осуден за тоа што е пратеник на опозицијата и за да се замолчи, туку затоа што зборувал невистини.